видиш од кај декализација. Значи вода све тука иде. Све тука, да паѓа некој дете, знаеш ми? Да паѓа некој дете. Што ќе вика бе? Ништо. Не се интересира ништо. Од таму иде видиш. Од таму декализација иде еве. Тука значи ќе разговараме на сите овие теми и од таа страна ќе идеме ќе гледаш што е на другата страна. Катастрофа. Да, доаѓа да гледа, да. Канализација само да ни стави доста, не сакаме друго. Сега зборев, сите се занимавате тука со отпад собирање, со пластика. Да, од пластика, од со книги. Сега им кажувам, значи има реален проблем дека може од 1 јануари да не може да си ги земате и парите што ги земате. Сега комунална хигиена така плаќа. Преку 19 има лиценцирани собирачи на отпад, па другите од нив земат. Сега од 1 јануари со новиот закон за работни односи ќе мора на тие луѓе да им се плаќаат полни придонеси. И веќе може да се стопира исплатата одредено време, не знам. И сега што е решението што ние го предлагаме, да се формира така ги викаат тие социјални предпријатија. Плаќаме данок тоа преку новиот отпадни. Да, ама сега ќе се зголемуваат тие трошоци, тие давачки. И веќе јавно предпријатие не може да го издржи. И они кидат, значи мора да се најде некој решение за што сте. Направивме анализа, само во Скопје сте над 3000 луѓе што живеете само тоа. Да. Од собирање пластичен отпад. Во цела Македонија околу 5000 луѓе. Дури ние не знаеме. А ако се формира ова социјално предпријатие, така се вика, ќе можете да тоа предпријатие нема остварува профит, ама само ќе може да се дели плата за луѓе што собираат отпад. И си има некоја минимална загарантирана плата, собрал не собрал, а ако идете над одредена количина, ви плаќаат повеќе. Ама тие предпријатија не плаќаат данок, се ослободени од нови давачки и ќе може да го решат проблемот на вас луѓе. Сега на следната седница на Советот на град Скопје ги иницииравме да се разговара за тоа. Живееме туку у депонија. Школа нема децата. Али шта немат? До школа да се научат, никако овие не реагират, да доаѓа да ги земат до школа, да се научат децата. Никако немат, иди згрозувани на ова мало. Некогаш уопште дошла комунална хигиена овде? Кај дошол никогаш не. Не нешто да видиш што иде. Па да собере еден камион. Ова ќе го собира? Па зашо? Зашто ги викам? Земи го вика ти собирај. Оно што основно може да се направи да се пратат камиони овде да се исчистат и тоа верувам дека ќе го направиме. Тоа е ништо. Тоа треба. Ама второ е дали, значи овде да се внесе во некаков урбанистички план ова, зашто ако решат да прават улица, вие ќе останете без куќи. Без куќи ќе останете. Македонија е добре. А дојде да видиш кај живееме. Дојде тоа Амди Бајрам тука, дојде сите да Коцетановски тука гледаше. Вика да се руши.